Основните и средните училишта во Кочани не можат да им го решат работниот статус на наставниците кои се ангажирани на определено работно време, иако имаат потреба од нив и реална оправданост да се направи трансформација со вработување на неопределено време. Причината за ова е банална, но може да има сериозни финансиски и други последици за буџетските сметки на образовните институции, доколку наставниците поднесат тужба и побараат правна разврска. Надлежната комисија за трансформација на работниот однос се уште не е функционална, а останува прашањето до кога ќе биде така, иако и ангажираните наставници и училиштата се во очекување тоа што побрзо да се реши. На последната седница на Советот на општина Кочани беше упатено и советничко прашање до кога ќе трае неизвестноста и дали се преземаат мерки за надминување на состојбата. Дали е формирана таа комисија? Јас имам информации дека не е формирана и тоа дека не е информирана само во Кочани од овој регион. И зошто не е формирана? Имаме многу луѓе кои ќе бидат принудени да поднесат тужба против школите, со што ќе бидеме сите оптеретени со нови трошици. Имаме пуштено допис до државен просветен инспекторат. Од таму сме известени дека лицето кој што е бил член на Комисијата за трансформација повеќе не е член и бараме официјална потврда и предлог од нивна страна за нов член. Известени сме дека лицето кој што е било член на Комисијата за трансформација е разрешено. Бараме информација дали официјална, дали е разрешено и да предложат нов член во комисијата. На седницата не беше изнесен податок колку наставници чекаат трансформација на работниот однос. Со оглед на тоа што постапката трае извесен период, од ажурноста на администрацијата ќе зависи дали општинскиот буџет ќе биде изложен на непотребни трошоци. Локалната самоуправа на Виница ја започнува постапката за реализација на проектот за реконструкција на фудбалскиот стадион, како и за уредување и осветлување на градскиот парк. Поради тоа неопходно е да се изработи и соодветна проектна документација. За оваа намена, од општинскиот буџет е планирано да се издвојат 930.000 денари, а во моментот тече рокот на јавниот повик за пријавување на заинтересираните проектантски фирми. Според техничката документација во тендерската постапка, од давателот на услугата се бара да предвиди санација на постојната трибина за гледачите на стадионот, потоа замена на постојната ограда и санација на тоалетите и сооблекувалните. Исто така треба да се предвиди и 4-кратна кружна патека во рамки на игралиштето. Како придружни активности во техничката документација се споменува и соодветен пристап за лицата со посебни потреби и простор на трибината за инвалидска количка, како и простор за мајки со колички за деца и слични потреби. Целта на реконструкцијата на стадионот е да се подобрат условите за реализација на спортски и културни настани, како и да се поттикнат рекреативните активности на граѓаните. Со проектната документација за уредување на околината на стадионот и на градскиот парк, од проектантот се бара да предвиди ново сензорно осветлување со LED светилки, чија мокност на осветлување и потрошувачка на електрична енергија ќе се намалува доколку нема движење во околината. Рокот за пријавување на проектантските фирми за изработка на проектната документација е до 31 март. По потпишувањето на договорот со најповолниот понудувач, тој ќе има период од 6 месеци да ги исполни преземените обврски. Фабриката за рециклирање на хартија Paper Mill ќе биде тема на јавната трибина што ќе ја организира локалната самоуправа на Кочани, по барање на иницијативната група на граѓани за борба против аерозагадувањето на воздухот во општината. Откако предлогот за организирање на јавна трибина доби зелено светло од советниците на продолжението на 7-та седница на Советот на општина Кочани, локалната самоуправа ја закажа за 30 март во мултикултурниот центар со почеток од 18 часот. Нашата иницијативна група за здрав живот има неколку барања на кои што ќе бараме да се испочитуваат од страна на државните органи. Значи тоа се изгради пречистителна станица на Paper Mill, да се изгради инсталации да се направат со кои што Paper Mill ќе ги
почитува емисиите на воздухот и ќе ги почитува правилата на Европската Унија кои што пропишуваат еколошко гориво во и таа транзиција да се направи уште сега. Значи, знаеме дека во Европската Унија е процес на декарбонизација во кој што ќе се избегнат еколошките горива и мислам ќе се избегнат овие загадувачките супстанции на јаглероводородите и ќе се користат еколошки горива со кои што нема да се загадува животната средина и на оваа дебата исто така ќе се покрени иницијативата, ќе се стави во функција иницијативата за собирање на потписи на граѓаните во Кочани и околината на сите засегнати страни сите засегнати граѓани во градот и пошироко за да се доведе да се притиснат институциите да се доведе фабриката за хартија Paper Mill да работи согласно принципите и согласно правилниците кои што се. На јавната дебата ќе бидат поканети представници од Министерството за животна средина, надлежните инспекторати, представници на локалната самоуправа и граѓанството. Целта е преку сеопфатна дискусија на засегнатите страни да се изнајдат заеднички заклучоци за понатамошното граѓанско и институционално делување. Јавната трибина во врска со загадувањето на воздухот во Кочани како последица од работењето на фабриката за хартија Paper Mill доаѓа по неколкунеделните протести на граѓаните пред Кочанската фабрика за рециклирање на хартија. По барање на иницијативната група на граѓани, Советот на општина Кочани на последната седница донесе и одлука за набавка на мерни станици за мерење на квалитетот на воздухот во Кочани, кои ќе бидат поставени на критични локации во градот. При полициски претрес на територијата на Кочани, полициски службеници од одделението за внатрешни работи Кочани пронашле и одзеле наркотици кај 36 годишник од општината. Според информациите од полицијата, на 15 март полициски службеници од полициската станица Кочани го привеле БС, 36 годишник од Кочани. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени одземени амфитамини и една дробилка. По комплетирање на случајот против БС ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопшти од полицијата. Во Виница, надворешната канцеларија за криминалистички работи поднесе кривична пријава против АИ 40 годишник и ОИ 28 години и двајцата од Виница, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанции прекурсори и овозможување на употреба на истите. На 4 мај во 2020 година, полициски службеници извршиле претрес во домот на ОИ, при што била пронајдена и одземена марихуана. Исто така, во домот кај ОИ бил затекнат и АИ и кај него била пронајдена и одземена марихуана, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Кочани викендов што предстои ќе биде домакин на државното првенство во борење за пионери и пионерки до 15 години и јуниори и јуниорки до 20 години. Организатор на државното првенство е Боречката федерација на Република Македонија во техничка организација на боречкиот клуб Спартак Кочани и на него ќе учествуваат боречки клубови и борачи од државата. Сабота на програмата се дуелите од државното првенство во борење во слободен стил за јуниори и јуниорки до 20 години. Право на настап ќе имаат борачи родени 2002, 2003, 2004, како и надпреварувачи родени 2005 година со претходен специјалистички лекарски преглед. Учесниците ќе се надпреваруваат во 10 категории со почеток од 11 часот. В недела се закажани дуелите во борење во слободен стил за пионери до 15 години. Право на настап ќе имаат борачи родени 2007, 2008 и 2009 година, распоредени во 11 надпреварувачки категории. Државното првенство во борење ќе се одржи во спортската сала Сашо Лазарев Чапо во Кочани. Боречкиот настан се организира по повеќе годишна пауза и е добра најава Кочани во иднина почесто да биде дел од мапата на градови и домакини на државни првенства во борење.